Добро вечер и добро дојдовте во уште едно најново издание на информативната емисија Отворено за. Вечерва заедно со мојот гостин ќе зборуваме за европските фондови, можности и предизвици кои што ги има Република Македонија. Да напоменеме само дека Република Македонија како земја кандидат за полноправно членство на Европската унија има право да ги користи фондовите на Европската унија кои што ги обезбедува за земјите со статус на кандидати и потенцијални кандидати. Од 2007 година Македонија ги користи придобивките од финансиската помош која што ја добива од Европската унија во рамки на Институтот за предпристапна помош на Унијата. Да напоменеме дека овие средства може да се користат во неколку сектори, тоа во институционално јакнење за регионален развој, за развој на човечки ресурси, за земјоделството и за руралниот развој. Велам добро вечер за господјата Ана Блажевска, државен секретар во секретаријатот за европски прашања при владата на Република Македонија. Добро вечер, благодарам за поканата. Би започнала најопшто, која е основната мисија или функцијата на секретаријатот од каде што вие доаѓате? Секретаријатот за европски прашања представува стручна служба на владата, која што е задолжена за координација на целосниот процес на зачленување на Република Македонија во Европската унија. Тоа значи дека ние сме задолжени од една страна за усогласувањето на македонското законодавство со европското, меѓутоа исто така сме задолжени за подготовка на националната верзија на европското законодавство, односно превод на цел тој систем на закони и подзаконски акти на Европската унија. И една од основните функции ни е секако управување со европските фондови и со сета странска помош која што доаѓа во Република Македонија. Под европски фондови зборуваме секако за ИПА, инструментот за предпристапна помош, меѓутоа и за другите фондови кои што и се на располагање на Република Македонија, како што се регионалните фондови, но и програмите на Унија, каде што ние аплицираме на конкурентна основа заедно со сите земји членки во ЕУ. Да напоменеме дека во ноември месец минатата година Република Македонија ја доби 8-та поред препорака за членка во Европската унија или препорака од Европската комисија, што значи дека и понатаму можеме да бидеме корисници на финансиски средства од оваа програма. Апсолутно. 8-та препорака значи дека ние продолжуваме да ги исполнуваме сите критериуми за отпочнување преговори, значи го имаме се уште кандидатскиот статус кој што сме го стекнале во 2004 година и имаме соодветно ниво на напредок постигнато во текот на изминативе 10 на 15 години, за да можеме да ги користиме сите овие фондови кои што ги споменав. Кога станува збор кај интерните реформски приоритети, што опфаќаат тие, што правиме ние како држава, нели, за да ги исполниме? Оваа година препораката беше условена со неколку аспекти кои што се поврзани со актуелната политичка ситуација, но и со реформите кои што треба да ги направиме за членство. Всушност, сето она што треба да го направиме, Европската комисија ни го даде во еден документ кој што се нарекува итни реформски приоритети и кој што ги содржи тие суштински реформи кои што се пред се поврзани со неколку клучни политички чувствителни области. Тоа се судство, медиуми, реформа на јавната администрација, борба против корупцијата, изборна реформа и реформа на безбедносниот систем. Имено ние препораката ја добивме под услов по формирањето на нова влада да работиме на сите овие реформи и да покажеме дека сме постигнале некаков напредок. Тоа ќе биде понатаму предуслов за отпочнување на преговори. Кога станува збор за исполнување на сите досегашни препораки кои што сме ги имали предуслови, каде сме најблиско, каде сме најдалеко? Верувам дека овие итни реформски приоритети, поради самата нивна природа, поради тоа што се најчувствителни и бараат еден поширок општествен консензус, се најтешките за исполнување. Токму поради тоа и Европската комисија некако им дава приоритет. Тие се всушност во актуелниот процес на пристапување
први поглавја што се отвараат и последни се затвораат. Значи зборуваме за поглавјата 23-24, кои што доста често се споменуваат во јавноста и кои што се најактуелни, да кажеме. Сите овие критериуми подразбираат известен степен на зрелост на самото општество и се многу е тешко да се постигнат, а многу е лесно да се направи макар и најмала ситница што ќе покаже понатаму дека во некоја област сме потфрлиле. Тоа беше покажано и на примерот на претходните земји кои што станаа членки, на Бугарија и на Романија. Тие пристапија во Европската унија во 2007 година. И во тој момент се покажа дека и покрај тоа што земјите поминале повеќе години преговори, повеќе години во процесот, се уште не биле сосема подготвени во однос на овие поглавја 23-24. Значи, судство, човекови права, внатрешни работи, тие се трите основни области. Поради тоа Европската унија некако го направи самиот критериум построг и за сите земји што пристапуваат по Бугарија и Романија, например за Хрватска, која што веќе стана земја членка, но и за Црна Гора и Србија, кои што имаат во моментов отворени преговори, и се разбира за нас, кога ќе ги почнеме тие преговори, ќе биде дополнително тешко и ќе бидат поголеми очекувањата во однос на тоа што треба да го направиме во овие области. Кои се вашите очекувања? Кога Република Македонија би можела да ги отпочне тие преговори или да го отпочне процесот на самите преговори? Што во овој временски период до отпочнување? Ние сме земја кандидат од 2004 година, значи веќе 12 години, со 8 позитивни препораки. И во текот на целиот овој период ние работиме на исполнување на сите реформи 23-24 поглавјата, меѓутоа и сите оние други потехнички области, како што се да кажеме земјоделство, транспорт, животна средина и така натаму. Да кажеме дека од почетокот на преговорите ќе ни требаат 5-6 години најмалку, би било веројатно некоја реална проекција, затоа што ние на земја, колку и да била подготвена да стане земја членка, не успеала да ги заврши преговорите во пократок временски период. Меѓутоа за нас во овој момент клучно е да работиме на тоа преговорите да се отворат и затоа што тука ни е и главната пречка. Главната пречка не е во однос на нашата подготвеност. Ние сме покажали, продолжуваме да демонстрираме дека сме подготвени да отвориме преговори. Главната пречка е политичка и е според кој што го има наметнато нашиот южен сосед. Се водат напори, нели, за надминување на целиот тој спор. Очекувате ли дека, еве сега малце едно така може би хипотетичко прашање, кога тој би бил надминат, дека веднаш би ги отпочнале преговорите? Не гледам друга пречка во моментов. Значи да. Кои се оние придобивки кои што Република Македонија ќе ги добие, да речеме, во моментот кога ќе отпочне процесот на преговори? Дали ќе има пристап до поголем фонд на финансиски средства или фондот на финансиски средства е овој кој што со години, нели, ние го имаме? Една од главните придобивки покрај, нели, финансиската би била секако и тоа што ние ќе бидеме дел од тој единствен пазар на Европската унија, пазар од над 500 милиони жители. Во моментов имаме само слободна трговија со Европската унија, меѓутоа не сме дел од европскиот заеднички пазар. Дополнително на тоа, со самото тоа што ние би биле земја членка, би седеле на истата маса каде што се донесуваат одлуките за иднината на целиот европски континент. Знаеме дека, еве да го земеме примерот на мигрантската криза, Брисел донесува одлуки кои што имаат влијание врз нас, меѓутоа ние не сме во таа ситуација партнер кој што седи на масата заедно со земјите членки и дискутира за овие одлуки. Така што во секој случај би било од корист и за нашите интереси, за тоа да можеме ние да си ги штитиме нашите интереси во која и да е област, кога ќе бидеме на масата каде што се носат одлуки кои што директно или индиректно не засегаат. И секако тука е она што вие го споменавте, кога би биле земја членка, би имале на располагање некаде 5 до 6 пати повеќе средства од она што го имаме во моментов. Во моментов, бидејќи средствата во ЕУ се планираат на период од 7 години, за периодот 2007-2013 година
имавме 614 милиони евра. За периодот 2014-2020 година имаме на располагање 664 милиони евра. Значи, тука е од прилика некаде над 600 милиони евра се движи сумата која што нас ни се става на располагање како земја кандидат. Кога би биле земја членка, би можеле да ги користиме структурните фондови, значи не предпристапните, туку структурните фондови, со сума од некаде 5 до 6 пати поголема од ова што имаме сега. Сега, како до овие пари? Статистиката покажува дека во изминатите години имаме години кога релативно добро ги користиме фондовите, но сме имале години кога за жал многу пари не сме ги искористиле. Во моментов, ако земеме вкупно во текот на изминатите 7 години, бидејќи тоа е период од кој што средствата се трошат во моментов и се при крај, значи овој вториот период се уште не сме почнале да ги трошиме средствата, имаме потрошено некаде околу 70%, 72%. Тоа не е идеален резултат, далеку од тоа. Очекувам некаде до крајот на 2017 година, бидејќи тогаш завршува периодот кога можеме да ги користиме, самата статистика да покаже некаде искористеност од околу 80%, што значи дека ќе имаме искористено 80%, а изгубено 20% од овие 600 милиони. Сепак би рекла дека можеме да бидеме задоволни, затоа што придобивките од овие фондови не се однесуваат само на тој финансиски аспект. Покажуваат еден процес на учење, процес на созревање кај македонските институции, меѓутоа и кај сите други корисници кои што ги користеле овие фондови. Значи, имаме некоја бројка од околу 3000 реализирани проекти, со кои што можеме да покажеме конкретно како сме ги искористиле средствата, како тие биле од корист за нашите граѓани, и би било навистина нефер да ја сведеме придобивката од фондовите исклучиво на таа статистика или на сумата на финансиски средства што се потрошени. Мислам дека би било многу подобро да се гледа целокупниот резултат што сме го постигнале, кој што во секој случај е на задоволително ниво. И сега, кога зборуваме за искористеност на овие пари, програмите на Унијата претпоставувам дека многу не им се познати на нашите гледачи. Еве како да им објасниме накратко, како се доаѓа до тие пари, како оди процесот на добивање на парите? Ако ИПА или предпристапната помош е наменета пред се за институции, за општини, за граѓански организации и од поединците граѓани само за земјоделците, програмите на Унијата се програми кои што се отворени директно за многу поширока целна група. Тука се можеби името програми на Унија не е толку познато, меѓутоа самите видови програми на Унија верувам дека делумно им се познати на граѓаните. Тука е пред се програмата Erasmus+. Erasmus+ е програма за млади и за образование. Во Република Македонија се управува преку Националната агенција за европски образовни програми и мобилност и нуди широк спектар на активности во кои што ученици, студенти, наставен кадар, млади луѓе од граѓански организации можат директно да аплицираат за некаква активност. За какви активности станува збор? Можеби тоа се размена на студенти. Секој студент може да помине 1 до 2 семестри во некоја земја членка на ЕУ. Тоа може да биде учење на некоја нова техника или некој нов метод за предавање на некоја материја во средните училишта или на универзитетите. И во таа смисла професорите можат да аплицираат, да си најдат некоја соодветна обука и да одат да ја посетат. А имаше и повеќе групи на ученици од средните училишта кои што заедно со нивните наставници можат преку оваа програма да поседат нивни другарчиња, нивни врсници во други земји. Значи тоа е можеби најпознатата програма Erasmus. Покрај оваа програма има програма која што е наменета за приватниот сектор. Се вика Косме. Тоа значи конкурентност на мали и средни предпријатија. Компаниите можат да аплицираат за да развијат некој нов производ, некоја нова технологија на производство, да направат некое истражување кое што понатаму ќе им помогне да бидат по-профитабилни и по-успешни. Имаме ли информации колку македонските компании искористиле средства токму од оваа
програма која што пред малку вие зборувавте? Во бројка немаме, бидејќи конкретно за Косме апликациите се менаџираат преку Брисел, затоа што не се наменети нели само за Македонија, туку и за сите земји членки. И тука нашите компании аплицираат на конкурентна основа со компании од другите земји. Меѓутоа имаме примери и имаме компании кои што веќе ги искористиле тие средства и кои што се обидуваме да ги мобилизираме на редовна основа на информативни денови, да го споделат тоа искуство со останатите компании, за да ги охрабриме и другите компании да аплицираат. Затоа што се создава некоја перцепција дека апликациите се тешки, дека не може да се добијат овие средства, дека премногу сложена процедурата. Напротив, мислам дека такви некои успешни приказни би можеле да ни помогнат да се охрабрат сите да ги искористат овие средства и конкретно за Косме надлежна институција е Министерството за економија. Добро. Како се споредуваме со останатите земји во регионот? Кога станува збор за Европската унија и за се она што се прави во рамките на таа европска агенда. Но можеме да направиме една паралела како се котираме во регионов по искористеност на средствата. Да, можеме да направиме споредба и во двата аспекти. Првиот аспект би бил нели како се другите земји во однос на спроведувањето на реформите. Тука имаме неколку категории. Една категорија се земјите што веќе имаат преговори, Црна Гора и Србија. Тие се формално понапред од нас во процесот. И има земји кои што се уште се, да кажеме, во таа фаза на потенцијални кандидати за членство, како што се Косово, Босна, тука и Албанија, која што неодамна доби кандидатски статус. Во однос на тој формален аспект, во самиот процес, ние сме некаде на средина, значи после Црна Гора и Србија, пред останатите три земји, кога зборуваме за Западен Балкан. Меѓутоа, ако земеме предвид дека сме толку долго во процесот, да кажеме во чекалната на Европската унија, од суштинска гледна точка во однос на спроведување на реформите, во однос на тоа целокупно ниво на подготвеност за различните поглавја, ние сме понапред и од Црна Гора и од Србија. Она што е за нив доста полесно, а за нас релативно потешко, е самиот процес на постигнување резултати. Затоа што ако Црна Гора и Србија ги имаат сите ресурси на Европската комисија, ние си се пробиваме низ процесот сами. Значи, националните институции имаат до некаде помош преку овие фондови, меѓутоа со самото тоа што немаме преговори, многу е потешко да се мобилизира вниманието на Европската комисија кон нас и да ни се каже што е точно она што треба да го направиме. Значи, Црна Гора и Србија добиваат, да кажеме, детална листа, акциски план, што и како треба да завршат во некоја област, а ние треба сами да сватиме што е тоа што треба да го направиме и да си го направиме. И во таа смисла и самата мотивација, кога имаш преговори или кога немаш преговори, е многу поголема, многу поразлична. Поголема кај Србија и Црна Гора, помала кај нас. Тоа, за жал, можам да констатирам дека се одразува и на самата поддршка за членство во ЕУ. Ако, да кажеме, пред 5-6 години или тогаш кога прв пат ја добивме препораката, 90% од граѓаните веднаш едногласно кажуваа дека се за членство во ЕУ. Сега тој процент, според последните анкети, паѓа на 70%. Значи, до некаде постои некоја замореност и од наша страна и кај нашите граѓани од тоа чекање, да се нешто да се случи, да се деблокира ситуацијата, да почнеме преговори, да станеме земја членка. Ако зборуваме за фондовите, ние сме единствена земја во регионот која што фондовите си ги управува сама. Во сите други земји, без разлика и Црна Гора и Србија, иако имаат почнато преговори, и по фондовите им ги управува делегацијата. Што значи дека самата одговорност и самата работа која што треба да си ја завршиме ние, нашите институции, е многу поголема. И во таа смисла не би била соодветна било каква споредба, затоа што системот е сосема поразличен. А какви не се оценките? Како не оценуваат? Дали добро менаџираме со европските пари? Да, најчесто да, посебно во однос на самиот систем, например кога добиваме ревизорски наоди од Брисел, нашиот систем е секогаш пофален, значи имаме
систем кој што функционира без разлика за која фаза од спроведувањето на фондовите да се работи. Системот е доста сложен, некогаш токму поради таа сложеност и имаме помал успех, односно помала искористеност. Меѓутоа, како земја што релативно скоро почна сама да си ги управува фондовите од 2009-10 година, за нас е секогаш подобро да ги имаме сите тие контролни механизми, филтри и проверки и да знаеме дека фондовите ќе бидат искористени како што треба, дури понекогаш за жал и на сметка на тој степен или процент на искористеност. Госпоѓо Блажевска, да напоменеме дека во 2015 година, кога е воспоставен и Националниот инвестициски комитет и единствениот список на проекти, кои што броја 120 инфраструктурни проекти, планирани во следниот период во секторите се транспорт, енергетика, животна средина и социјална инфраструктура. Кога станува збор за транспорт, за инфраструктура, да напоменеме дека и дел од автопатот или од коридорот 10 од Демиркапија до Смоквица се гради токму со европски пари. Што кажува надзорот за финансиското работење токму по овој проект? Овој проект беше доста споменуван во јавноста и честопати од страна на некои лица кои што имаат лични или партиски или други поводи, бевме критикувани дека овој проект не се спроведува како што треба. Меѓутоа, наспроти сите обвинувања, овој проект си тече како што треба. Не се предвидува некое многу големо доцнење во однос на неговата реализација и се покажува дека во однос на финансиското управување со проектот, за сега се што се однесува на националните институции било направено како што треба. Тоа е еден од највидливите проекти кои што се реализира со ИПА и навистина сме среќни што успеваме да покажеме дека европската помош се користи како што треба во интерес на граѓаните за една од можеби најголемите потреби која што ја имаме како држава, тоа е јакнење на инфраструктурата. Велите дека овој проект е еден од највидливите, но не помалку видлив и проектот кој што во тек и се уште не е до реализиране обновата на 10 железнички станици долж железничката линија која што имаме во Република Македонија. Да напоменеме дека само во нашиот регион имаме реконструкција на 4 железнички станици. Апсолутно, реконструкцијата на 10 железнички станици по должината на коридор 10 е еден од исто така повидливите проекти, значи почнувајќи од Скопје како најголема железничка станица, преку Велес, Чашка, Богомила. Овие железнички станици исто така ќе бидат реконструирани со средства од Европската Унија и во следниот период и целокупната железничка инфраструктура се надеваме дека ќе биде вклопена во рамките на овие проекти, на овие 120 проекти кои што ги споменавте. Тука зборуваме пред се за железничката пруга кон Бугарија, односно коридорот 8, како еден од најзначајните коридори покрај коридорот 10 за Република Македонија и всушност една од апликациите во рамките на овој Национален инвестициски комитет, можеби една од најголемите по сума, е точно во однос на железничката инфраструктура понатаму. Подготвувајќи се за ова ваше денешно или вечерашно гостување, дојдов до информација дека се води сметка со европски пари да се реализираат проекти скоро во секоја општина. Да напоменеме дека и во Кавадарци се реализираат неколку проекти, во Неготино, во Свети Николе, во Демиркапија. Равномерниот развој некако го поддржувате и вие? Го поддржуваме, се разбират, според анализите што ги имаме во моментов, од 80 општини во Република Македонија и град Скопје, имаме информација дека 78 општини, значи речиси сите општини до сега аплицирале и добиле некој европски проект. Без разлика дали е тоа преку ИПА, преку прекогранична соработка или преку програмите на Унијата. Вардарскиот регион, значи сите општини од овој регион може да учествуваат во прекогранична соработка со Грција, која што е по сума и најголема за Република Македонија, иако имаме со Бугарија, Албанија, Косово
и сега ќе имаме воведуваме и со Србија. Сепак соработката со Грција е најголема во однос на финансиски средства што се ставени на располагање. Различни општини во зависност од нивната големина, капацитет, административен капацитет, имаат различен успех во аплицирањето и различна можност да поднесат апликации. Меѓутоа, од оваа година започнуваме со една поголема кампања на обуки. До сега обуките беа претежно сконцентрирани во Скопје, на општините, на институциите кои што се дел од тој централен систем. Оваа година имаме нова програма за обуки, според која што 1/3 од сите обуки што ги планираме ќе бидат насочени кон други целни групи. Значи ги оставаме институциите на страна, излегуваме на терен да работиме пред се со општините, но и со граѓанските организации, со бизнес секторот, зошто да не и со медиумите понатаму, нели, за токму за овие информации и всушност иницијативите за поголемо вклучување на сите граѓани да излегуваат што е можно повидливо и потранспарентно до сите засегнати во Републиката. При крајот сме на ова ваше вечерашно гостување. Јас би сакала само да напоменам дека во општина Велес реализирани се неколку проекти, еден од последните е оној за енергетска ефикасност. Но сепак да проговориме малку за вложувањата во земјоделството или развојот на земјоделството со европски пари. Земјоделците чинам дека беа и првите оние кои што можеа да ги користат средствата од ИПА програмата. На почетокот имаше проблеми, сега каква е состојбата? Земјоделците беа првата категорија на граѓани, значи не зборуваме за институции или организации, туку граѓани што можеа да директно да аплицираат за европски фондови. И нели како и секогаш кога сте пионер во некоја област, кога почнувате, кога го кршите мразот, работите не се одвиваат секогаш најсјајно. Имаше во почетокот многу проблеми и во однос на искористеноста која што ја споменав од 72%, можеби најслабо искористена област е токму областа земјоделство и рурален развој. Во овој момент можам да кажам дека работите се сериозно подобрени, затоа што на последниот повик кој што беше распишан од страна на ИПАРТ агенцијата имаше многу повеќе апликации, значи многу поголема побарувачка за средства отколку што имаше понуда. Затоа сме во еден процес на комуникација и преговори и со Брисел да видиме како можеме најдобро да одговориме на таа зголемена побарувачка за средства и се надеваме дека во следниот програмски период 2014-2020 или во тоа ИПА 2, ИПАРТ 2 ќе можеме навистина уште повеќе да излеземе во пресред на земјоделците и да ги поддржиме сите нивни потреби за без разлика дали се работи за земјоделска механизација, за капка по капка системи и различни мерки кои што се предвидуваат. Строги се правилата, определени се буџетите за земјоделство, за екологија, за други дејности, нема прелевање на средства од една стапка во друга доколку некаде немаме доволно интерес? Се случувало да има прелевање на средства, бидејќи во еве конкретно го споменавме ИПАРТ, бидејќи претходно во ИПА 1 имаше средства од ИПАРТ кои што не беа искористени. Ние успеавме тие средства да ги пренамениме повторно во областа рурален развој, меѓутоа не директно за земјоделците, туку за општините, кои што сметавме дека во тој момент имаат повеќе капацитет да поднесат апликации и да ги повлечат тие средства. И исходот беше всушност еден проект кој што го реализираше Министерството за финансии, се викаше проект за рурална инфраструктура. И на тој проект исто речиси сите општини од Република Македонија аплицира и успеа да обезбедат средства за некои нивни директни потреби. Тоа беа локални улици, патишта, управување со отпад, некои канализација, водостопанство, некои поситни проекти, затоа што околу 300.000 евра беше сумата по проект. Меѓутоа, голем број од руралните општини успеа всушност да го искористат тоа прелевање од ИПАРТ, за да можат да направат нешто повторно, нели, за граѓаните и за од руралните средини пред се.
Јас се надевам дека ова што го планирате, околу 80% искористеност на финансиските средства ќе се зголемува во наредните години, но сепак очекувам многу скоро или за некоја година да ви имаме тука во студио кога ќе зборуваме веќе за оние средства кои што Република Македонија ќе може да ги добие да ги искористува, меѓутоа од кога веќе ќе стане потенцијален кандидат или земја со која што веќе се отпочнати преговорите. Јас се надевам. Ви благодарам за вашето вечерашно гостување, господјо Блажевска, и само би напоменала дека Република Македонија, како што рековте, иако не е земја која што ги отпочнала преговорите со средствата кои ги добива, сама располага. Тоа значи дека сепак имаме институции кои што добро си ја познаваат својата работа и добро знаат да менаџираат со европски пари. Точно така. Почитувани гледачи, ви благодарам за тоа што и оваа саботна вечер бевте со К1. За 7 дена од ова студио најавувам нов гости.